А во продолжение ќе зборуваме за уште една македонска гордост и обележје. Пошар планинецот по 80 години ќе се признае македонска раса на куче. Станува збор за добро познатото овчарско куче Караман, едно преубаво куче кое што можеби некои знаат да го помешаат, ќе ни објаснат како да ги разликуваме и со шарпланинецот. Затоа тука се заедно со нас да ни раскажат целата оваа приказна Габриел Стибел, кинолошки судија, исто така Владко Костовски, инаку првиот председател на клубот Караман. Добро утро. Добро утро, добро ве најдовме и благодариме за поканата за учество во вашата емисија. Многу убав повод имаме. Велам македонско обележје од шарпланинецот е токму тоа. Караманот е добро познато куче, едно преубаво, раскошно може да кажеме куче. Како дојде до ова по 80 години, навистина многу долг временски период, ни носите информации нови, како дојде сега до признавање на оваа нова македонска раса куче? Па ако ги земеме корените, тоа е една прастара раса, меѓутоа по идеја на Владко Костовски, кој е тука со нас во студиото, и неговиот брат Маријан. Они се на некој начин, ајде да кажам, како татковци на расата, бидејќи тие први ги имаат симнато овие кучиња од планина и ги имаат почнато со селектирање. Еве Владко нешто повеќе нека каже за тоа. Па почетоците на сето она што оваа година може ќе не израдува сите нас во македонската кинологија, започнаа некаде 1998 година, кога со мојот брат Маријан одевме по Бачила, по македонските села, ги фотографираме, ги анализиравме кучињата и дојдовме до идеја дека има популација на кучиња кои се поинакви од шарпланинецот, кои кинолошки не се обработени во кинологијата како посебна раса и решивме дека тие треба да почнат селективно да се одгледуваат. Направивме боксови, подсимнавме неколку примероци од македонските бачила и почнавме со нивно одгледување. Во 2004 година веќе го регистриравме кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман, за во 2010 година на 9 мај да биде првата историска изложба за оваа раса на стадионот на Армијата на Република Македонија. Од тогаш континуирано секоја година се правеа специјални изложби за расата. Овие последни 2 години заради познатите настани со короната се стопира, се стивна, па и тие специјални изложби за карамани. Но еве, дојдовме до оваа година да имаме презентација на расата на Европското првенство во Будимпешта, каде 5 примероци беа презентирани пред председателот на ФЦИ, пред двете комисии за стандард и научната комисија, кои се надеваме дека оваа година ќе пристигнат во Македонија и пред нив ќе бидат изложени кучињата и се надеваме дека конечно ќе стане условно признаена раса. Да. Процедурата е 10 години, после тоа станува... Од сега 10 години е процедурата? Ако случајно, по среќа, ни се стане условно признаена раса, комисијата така ја прогласи, за 10 години станува официјално признаена раса. И сега таа процедура од сега ќе биде во наредни 10 години? Затоа ја кажуваме и оваа големина што се случи на крајот на 2021 година, што е стварно историска за нашава раса, бидејќи како предходница ние ги имаме донесено во Македонија најзвучните светски имиња во кинологијата да ги видат караманите и да судат на изложбите. Например, од некои си 10-12 првенства што се организирани, ги суделе и врвните македонски судии. Јас, например, 3 пати сум ги судел. 3 државни првенства сум судел, но во последните години решивме да викнеме судии кои суделе на многу престижни изложби и кои се навистина признаени во светот за да го дадат своето мислење. И буквално сите судии имаат дадено многу високо мислење дека високи оценки претпоставувам. Не, мислење за расата дека расата е типизирана и дека се работи за дека навистина се работи за раса. Сега имаме и ангажирано
имаме и ангажирано фирма која работи на зоогенетика на расата и веќе се вршат мерења по планините во Македонија. Тие имаат дојдено веќе 3 пати во Македонија. Ги имаат направено тие мерења. Со тоа што сите тие мерења на крај со водењето на родовната книга, значи се води родовна книга, каде што веќе ние имаме 5-6 колена каде што веќе се заведени. За нив се издаваат педигриња. И сега што е интересно, например, за караманите, гледачите што не го знаат, и тоа е апел до сите оние кои сакаат да чуваат големо куче. Подобро земете, ако сакате веќе да чувате големо куче, кое и со многу добар карактер, и многу добро со децата, и многу добро со домашните, но знае да биде и добар чувар, подобро е да набавите караман, значи со тоа помагате на клубот за карамани, на Кинолошкиот сојуз на Македонија и нормално помагате да на вистина добиеме уште една раса. Веќе се знае, известно е, дека караманот е веќе раса и дека секој момент се очекува тоа признавање за условно да биде признат, бидејќи ланската година, во летото ланската година, лично председателот на Светската кинолошка федерација, господинот Тамаш Јакел, беше гостин во Охрид, каде што беа представени 50 на примероци на карамани и беше на вистина пријатно изненаден. Во моментов, значи ова што го гледаме сега, е едно представување на караман на изложба, а исто така треба да се каже дека во неколку манастири во Македонија веќе караманот е обележје, дека таму се одгледуваат, посебно дека има легло, претпоставувам, така од се гледувачници, тоа се повеќе женки и неколку мажици. Например, центарот моментално е во Бигорски, во манастирот Бигорски, и самиот манастир Бигорски во својата едиција за 1000 години постоење направи символични привезоци, каде што од едната страна стоеше манастир Бигорски, а од другата страна стоеше прастарата, значи дел од прастарата фреска, која јас го носам тука на одделото. Владко нешто повеќе ќе каже за тоа, за фреската. Така, тоа е, може Габриел, извинете, да го покажеме тоа, колегата ќе ни помогне да се види таа фреска. Така. Значи, ова е пин со детал од фреската Благовестие, која имаме на 50 денарката македонска. Доле се наоѓа ова куче. До него има овчар и овци. И буквално е нацртано со сечени уши, значи. Буквално е нацртано, се гледа дека е караман. Тоа значи дека оваа раса од многу одамна, самата фреска е стара 1191 година. Тогаш е завршен фреско живописот, станува збор за фреска во црквата Свети Ѓорѓија, во село Курбиново, во Преспанско. Со брат ми, кога почнавме да се занимаваме со околу расава, баравме сведоштва кои ќе го потврдат постоењето на караманот на овој простор. Од устни преданија, живи контакти со луѓе по селата, по бачилата, до библиотеки, музеи, секаде. На тој начин и ја откривме фреската во една монографија, мислам дека на Цветан Грозданов беше, за Курбиново, и караманот, како што кажа Габи, е седнат до трл овци, што јасно укажува дека придавката, значи името на расата е македонско овчарско куче караман, се ја оправдува овчар со гуња, со крлук. Најдовме и многу македонски народни песни од сите делови на Македонија, од Егејскиот, Пиринскиот и Вардарскиот дел. Каде што се споменува? Да, и тоа неговата намена е јасно овчарска. Повеќето од нив се варијации на една песна за челник Пео. Јасно е обележието. Јасно е дека во колективната меморија на македонците е врежан караманот. Немаше
село каде не поминавме со Маријан и без никаква најава за што сме дојдени, за што ќе снимаме. Кога ќе прашаме што е Караман, па Караман е црно овчарско куче, имаше дедо ми, се давеше со волце. Тие знаат што е Караман, не треба да им објасниме. И решивме со Маријан дека името на расата не може да биде поинакво од оноа какво го памтат нашите предци. Јасно е обележието кое што го имаме ние, македонците, конкретно за Караман, но она што за поновите генерации, велите, нема повозрастни, постара генерација кои што не знаат, но знаете што е интересно сега? Што многу Карамани почнаа да се чуваат по станови. А зашто тоа е погрешно? Не е погрешно, интересно е. Реков дека е интересно. По кој поглед? Затоа што на вистина е големо куче, меѓутоа многу приспособливо во домашни услови. Па ни кажавте дека е многу пријателски. Да, многу пријателски расположено и многу многу работи кај него оној вековен инстинкт да на прави заштита. Но има во него една племенитост, бидејќи кај овчарските кучиња тоа е многу изразено и витештво има. Значи, многу луѓе не знаат дека овчарските раси, за да преживеат, исто како и Караманот, најчесто кога имало дуели меѓу мажјаците и кога, да речеме, поразениот мажјак можел да биде убиен од другиот мажјак, тој му го простува животот, за да има, доколку тој загине, за да има кој да продолжи да едноставно да го чува чопорот. И тој така да владее, да продолжи да владее. Да продолжи да владее. И многу интересно што например, кога ги донесовме во Будимпешта, кога ги донесовме во, тоа беше една огромна сала кај што се саем, кај што се одржуваше изложбата, и кога ги донесовме на почетокот им беше малку чудно дека затворен простор, но потоа се олабавија. Немаше председател на Кинолошки сојуз или некој познат студија што не дојде на штандот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, бидејќи таму имавме прекрасен штанд, кој беше направен како една музејска поставка, со сите тие стари слики за Карамани, понови слики од Бачево. Со цела историја која што се носи за себе. Дури однесовме стаклени витрини во кои внатре имаше метални поводници, кои биле традиционално се ставале на кучињата за заштита од волци. И значи целиот штанд беше во знакот на Караманот. Многу имавме, значи делевме флаери за историјатот на Караманот, што е битно да се знае за Караманот. И ни беше за прв пат дозволено, значи Караманот да учествува на една таква изложба, да добие ЦАЦ титула, што е кратенка за државен првак, и на крајот сите кои беа изнесени во своите класи беа прогласени за европски прваци. Значи, сите 5 кучиња кои ги однесовме, на крај женката доби севкупно да биде првак на целата раса и 3-4 дена колку што бевме таму, на вистина сите доаѓаа да се сликаат, прашува, ги гледа и едноставно се јави голем интерес и од луѓето кои не се од Македонија за да почне да се одгледува Карамани, да се одгледуваат и надвор. Има значи веќе има кучиња што се отидени од Македонија. Дури еден клуб во Чешка што е за шарпланинци прави обиди да направи клуб за Карамани, исто така во Чешка. Но нормално е, мора да се работи уште на расата, работиме значи на селекција на расата. Поголемиот дел од кучињата се концентрирани кај Владко и Маријан и кај Илија Каров, актуелниот председател на клубот, кој мораме да кажеме дека имавме 15 минути во Бестин шоуто од Кинолошката светска федерација, ни дадоа 15 минути во Бестин шоуто да го представиме Караманот, каде што униформирани хендлерите кои ги водеа кучињата беа униформирани. Имаше
двајца луѓе го пратеа председателот со знамето македонско, со клубското знаме, и Илија Каров имаше 6-минутен говор за Караманот, кој беше пропратен со ракоплескање, после тоа дојдоа да честитаат сите, но може во некоја наредна емисија специјално тоа да го... времето, да, ограничено ни е времето, но сепак споделивме многу убави информации и сите оние кои што ги заинтересиравме, така можат да ве побараат. Да. Ви благодарам. Благодарам што им бевте гости. Следен пат ќе ми видите дека во живо ќе се запознаеме со Караманот. Нема проблеми за тоа, за да докажеме дека навистина се работи за едно пријателско куќе. За едно пријателско куќе. Уште еднаш голема благодарност до македонската телевизија што не покани да ја објавиме оваа навистина прекрасна вест, која е навистина после 80 години за една да добиеме уште една раса која е македонско културно наследство, е навистина голема работа.